Централни вести на Канал 5, еве што ќе гледате. Ниту оставката на градоначалникот Папазов не го смири револтот на кочанчани. Демолиран кафе-барот на собственикот на дискотеката. Во Скопје, собир на студентите. И за Крешник Бектеши се бара краткотраен притвор. Ке барате за Бектеши краткотраен притвор? Значи за сите лица што ги спомнав, ќе се бара краткотраен. Концертот бил на диво, а објектот регистриран за лесна индустрија. Од извршениот увид во официјалниот регистар правното лице нема издадено важечка лиценца. Мицкоски најавува дека никој нема да биде поштеден од барањето правда. Од дома зушки ќе ги вади. Опозицијата бара темелна истрага. Потребна е одговорност на секој еден, потребна е одговорност на сите нас како граѓани. Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши предмалку во полициско комбе излезе од полициската станица Карпош. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски предходно откри дека се бара краткотраен притвор за Бектеши, како и дека 14 лица веќе се задржани во полициска станица. Пред полициската станица Карпош Михајло Видимлиски. Михајло, се знаат ли причините зошто Бектеши се носи во Кочани? Пред околу половина час заврши распитот на поранешниот министер за економија Крешник Бектеши овде во полициската станица во Карпош. Сепак детали за кои околности тој бил повикан на распит нема ниту од обвинителството. Единствено предходно државниот обвинител Љупчо Коцевски посочи на кривичните дела за кои што се сомнечат сите 14 осумничени за сега лица кои што се спроведуваат и за кои што се бара краткотраен притвор. Тој потврди дека и Крешник Бектеши и за сите вкупно 14 лица се бара краткотраен притвор. Ги спомена кривичните дела, најголем од нив се сомничат за тешки дела против безбедноста на државата, односно се сомничат и за подкуп дел, но и дел се сомничат за незаконска набавка на пиротехнички средства. На кои околности Крешник Бектеши бил на распит овде во полициската станица, не откри ниту неговиот адвокат Еленко Меланов, кој што исто така се појави овде во полициската станица во Карпош. Рече дека тогаш го има статусот на задржано лице, но и дека обвинителството ќе треба да ги каже сите сомнеши кои што ги има против Бектеши. Од овде Бектеши е спроведен во судот во Кочани, каде што се бара краткотраен притвор од 48 часа, како што претходно посочи државниот обвинител Коцевски, се работи за мерка се додека не биде отворена и формалната изјава. По продолжение да слушнеме дел од изјавата на обвинителот Коцевски. Ќе се оценува низ призмата на кривичното дело, тешки дела против општата сигурност од член 292 од КЗ, за кој е предвидено казна затвор од најмалку 3 години без горна граница на казнување, што значи дека казната може да се движи до 20 години. Освен ова, се испитуваат действија и на примање и давање подкуп, незаконска набавка и употреба на пиротехнички средства, но и повеќе други кривични дела. Во овој момент располагаме со бројка од 14 лица кои исто така ќе бидат доведени пред судот и ќе се бара и за нив предлог за определување на краткотраен притвор. Но ќе барате за Бектеши краткотраен притвор? Значи за сите лица што ги спомнав ќе се бара краткотраен притвор. Така, тоа беше дел од изјавата на државниот обвинител Љупчо Коцевски, а инаку предходно и од партијата на Крешник Бектеши од ДУИ тврдеа дека тој не направил ништо противзаконски. Во продолжение изјавата од Арбе Радем. Тврдењата дека од Министерството за економија некој издал лажна лиценца се целосна конструкција. Ако некој, поточно државниот секретар, земал пари да издаде лиценца, истата ќе ја издал и ќе била и евидентирана во Министерството, но и во регистарот на лиценци кој постојано, месечно се апдейтира со најнови податоци. А таква лиценца
не е евидентирана, бидејќи и не е издадена. Михајло, министерот Тошковски најави нови апсења во текот на денот. Може би имаш некакви нови информации за тоа? Иако побаравме информација од Министерството за внатрешни работи, Бубе, сепак до овој момент нема никаква најава, кажа дека во текот на денот се што има за споделување со јавноста ќе биде соопштено во јавноста. Претходно министерот, како што спомена Тошковски, министерот за внатрешни работи, најави дека никој нема да биде поштеден, дека сите што на било каков начин се инволвирани во оваа трагедија која што се случи во Кочани, каде што загина 59 лица и над 150 лица се повредени, дека секој ќе одговара. Рече дека околу 22-23 лица се осомничени вкупно. За сега нели имаме потврдата и од државниот обвинител дека ќе се бара краткотраен притвор за 14 лица. Дел од нив веќе и се во судот во Кочани, каде што пред судија на претходна постапка се одлучува за мерката која што се бара, но и Тошковски исто така посочи дека има и голем број на други лица кои што во рамките на институциите на некој начин поради своето постапување, односно непостапување, придонесоа за оваа трагедија, односно во начинот на функционирањето на самата така наречена дискотека која што излезе и од оние сознанија кои што ги имаат истражните органи за сега и дека немала соодветна лиценца, односно дека поседувала фалсификувана лиценца. Тошковски најави дека инволвирани има и во Министерството за внатрешни работи, но и во други институции кои што не сакаше во овој момент да ги открие. Да слушнеме дел од изјавата на Тошковски. И во текот на денешниот ден ќе има доста голем број на лица кои што ќе бидат приведени од различен број од различни институции, вклучувајќи ги тука и Министерството за внатрешни работи и други институции. Осомничени се во моментот над 22-3 лица. Во овој момент 11 се во притвор, за останатите по насока на јавен обвинител ќе се постапува во текот на овој ден. Значи, ова дискотека, објект, мене ако ме прашате штала, функционирала така 15 години. Со криминал, со корупција, со потплатување, со мито, незаконски, без никакви услови. Никакви. Ви ги прочитав. Ништо не исполнувало од тоа што требало да исполнува. Во најголем дел од она кое што го констатираме како фактичка состојба, контроли вршат други институции. Така, Бубе Бектеши овде од полициската станица се транспортира до судот во Кочани, каде што предсудена претходна постапка треба да се одлучи во однос на мерката краткотраен притвор, која што ќе ја бара обвинителот. 9 обвинители вкупно работат на овој предмет. Коцевски само ги соопшти за сега кривичните дела за кои се сомнежат најголемиот дел, тешки дела против општата сигурност, подкупи и незаконска набавка на пиротехнички средства. Секако за овие одлуки ќе треба да информираат и од судот во Кочани. Михајло Видимлиски во живо од пред полициската станица Карпош. А во Кочани се уште траат тензиите за трагедијата во која загина 59 лица, а над 150 се повредени. Мирниот протестен марш по Пладнево излезе од контрола кога дел од учесниците прво го демолираа кафулето на сопственикот на дискотеката, а потоа и неговиот автомобил. Се упатија и кон општината и кон домот на градоначалникот. Таму е Игор Манасиевски. Игор, каква е во моментов состојбата? Така Бобе, се јавуваме од улицата каде што се наоѓа куќата на собственикот на дискотеката на смртта, ако може така да ја наречеме. Тука завршија граѓаните по оној марш што го има низ Кочани, и ако може и камерата да долови, тука беа пречекани со две комбиња, практично е блокирана уличката каде што се наоѓа куќата на собственикот и со доста полициско присуство. Не е дозволено на граѓаните да се приближат до куќата. Тие тука се собрани од пред некое време, тука стојат пред комбињата, полека се разотидуваа, но се уште има тука останати во кои што нивниот бес и нивниот револт не може да го доискажат и се тука да
да побараат некаква правда. Денеска овој мирен марш започна од пред плоштадот но некако набрзо излезе од контрола со неколку инциденти. Предлагам Кусо да погледнеме атмосферата како беше, што ја снимија денеска нашата колешка, го следеше цел ден овој настан Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Тоа беше дел од атмосферата, од маршот, од инцидентите кои што тука се случија во Кочани, од оној бес, од оној револт на граѓаните, на кочанчани за изгубените 59 животи. Мирниот марш започна од плоштадот, се упатија пред општината каде фрла и со јајца и со камења, потоа се упатија пред полициската станица каде што ги снимивме нивните изјави каде што да го изразат својот револт. Предлагам Кусо да ги погледнеме. Бараме некој одговорен, да дојде да ја преземе одговорноста. Ние не се тргаме од тука додека некој не дојде да си ја земе одговорноста. Така ли, момци? Така е. Че бараме одговорност. Зашо нема никој? Господи, зашо нема никој? Не. А каде е градоначалник? Цел свет нека знае дека од Македонија покорумпирана држава нема. Нема. Каде се децата што се борат за живот? Зашто? Живи си да изгорат таму. Имам едно прашање. И тие живи што изгореа. Имам едно прашање до цела Македонија. Зошто у Пулс не е дојдено инспекција 20 години да провере дали има план кога дојде, не дај Боже, потрес, пожар. Е така, затоа што се е корумпирано. Многу пари за мал нека каже на овој народ тука на целиот. И полицијата нека преземе мерки. На сите нека каже. Преземе мерки за сите Колку парички е за мал за фалсификат да даде лиценз? Сите зимат пари. Така, во потрага по правда, во потрага по сатисфакција некаква денеска групата се упатија и кршеа, го демолира практично кафулето кое што во истата собственост на истиот собственик на дискотеката на Пулс и тоа кафуле практично целосно го демолира за да го изразат својот револт. Исто така се упатија и кај куќата на градоначалникот каде што фрлаа со камења и побара објаснување да излезе пред нив. Подготвивме прилог за оставката на градоначалникот, тој се обрати преку социјалните мрежи, премиерот Мицковски во своите изјави го бранеше дека не била воопшто негова одговорност за целата состојба, така да предлагам да го погледнеме и тој прилог. По незапаметената трагедија, градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов за прв пат се огласи на социјалните мрежи, објавувајќи дека поднесува неотповиклива оставка. Папазов пишува дека до тој момент не се огласил поради шокот и тагата кој ги доживел. Според него тој својата работа ја вршел честно и посветено и ги повика институциите да постапат доколку сметаат дека има основ за негова одговорност. Барам од сите надлежни институции да ја испитаат одговорноста на сите инволвирани. Непостапувањето е исто така одговорност. Мора да се истражат сите детали, да се најдат сите пропусти, а сите лица што придонеле кон оваа трагедија мора да одговараат. Јас се ставам целосно на располагање на институциите, иако според закон немав директни надлежности во овој случај, подготвен сум да одговорам на сите прашања за се, како и за моите лични постапки. Напиша Папазов на Фејсбук. По насока на јавен обвинител, Папазов вчера бил повикан на информативен разговор. Информираше министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој посочи дека доколку биде утврдена вина, ќе биде соодветно постапено. Градоначалникот на Кочани во текот на вчерашниот ден беше повикан во својство соодветно и беше извршено со него соодветен разговор од страна на Министерството за внатрешни работи по насока на јавен обвинител.
доколку биде утврдена било каква вина, не само против него, против било кој, ќе се превземат соодветни постапки. Премиерот Христијан Мицкоски оставката на Папазов ја оцени како доблесен чин, а според него тој во случајов немал никаква одговорност. Градоначалникот без никаква одговорност, ќе повторам, е доблесен и поднесе денеска оставка, бидејќи ништо не зависи во овој случај од него. Тој е објект согласно закон за легализација на диво градби. 99-та и 2014 година објектот прво е добил дозвола за градба, а 14-та е дооформена таа парцела. До милиметар одговара согласно закон елаборатот. Општината има ингеренции во делот на комуналните инспектори да проверат ако има тараса дали е соодветно на елаборатот. Сограѓаните од денешниот протест во Кочани испратија критики до градоначалникот за неговиот речиси 24-часовен молк по трагедијата и побараа правда и одговорност. Значи не е само да се даде оставка, треба да се тражи правдата, одговорноста. Не со една оставка обична не може ништо се реши. Во оваа ситуација неговото обраќање дека е важно точно никој не е засегнат од неговото обраќање, бидејќи овие жртви и овие фамилии кои се во болка и во тага во моментот е потребно само Божја помош. Љупчо Папазов, инаку кадар на ВМРО ДПМН, беше избран за градоначалник на Кочани на 8 ноември 2021 година. Иако до моментот на трагедијата неколку пати беше најавено дека тој ќе се обрати до јавноста, тоа сепак не се случи. Така, за крај само за одјава Кусо само да кажам дека кочанчани ги потресе денеска и уште една вест, а тоа е смртта на возачот на брзата помош кој цела ноќ практично ги пренесувал децата жртвите до до објектите на болницата. Игор Манасиевски за протестот на жителите во Кочани. Премиерот Христијан Мицкоски најави засилени контроли и затворање на ноќните клубови и кабареата кои нема да имаат соодветни лиценци. Според него, таков документ имале само 12 локали. Лидерот на СДСМ Венко Филипче пак побара темална истрага за пожарот. Андријана Лазова Божиновска со деталите. Нема да има милост и толеранција за никого. Ке ги затвориме сите нелегални клубови. Премиерот Мицкоски уверува дека ќе бидат преземени најстроги мерки против сите кои работат спротивно на законот. Од регистарот на Министерството за економија констатирале дека минатата година биле издадени само 12 лиценци за кабареа, што според премиерот ја покажува шокантната состојба во државата. По обвинувањата од ДУИ дека власта без основ ја префрала вината кон нив. Мицкоски им одговори да не играат на етничка карта. Тоа што се случувало е повеќе од криминал. Ова е би рекол масовно убиство кое што некој го дозволувал за пари, за мито, за корупција да се случи. Да им одговорам на оние што прават полноќни пресконференции. Тука нема политика. Ќе одговарате сите кои што сте се дрзнале на овој начин да водите политика на грбот на граѓаните и на животите кои што овие деца ги изгубија. И нема да има милост, од дома ќе ги вади. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полноќни пресконференции. Од дома зушти ќе ги вади. Ова не е време за политички пресметки, порача лидерот на опозицијската СДСМ Филипче во обраќање од партискиот штаб. Рече дека будно го следат целиот процес по трагедијата во Кочани и како партија стојат на располагање да помогнат онаму каде што е потребно. Никој не смее да биде поштеден, ниту актуелни, ниту поранешни функционери или службеници. И тоа не е прашање на политика, тоа е прашање на вистина и на правда. Потребна е одговорност на секој еден, потребна е одговорност на сите нас како граѓани. И ни е потребно единство, ова не е време за политички пресметки. Од владата попладнево соопштија дека е донесена одлука во соработка со Црвениот крст на Скопје да има една официјална сметка за донации, за телефонско и електронско донирање, како и преку сметка на Фондот за солидарност. Исто така утре на владина седница ќе биде официјализирана и одлуката за покривање на трошоците за превоз и сместување на семејствата на повредените деца кои се лекуваат во странство, а објавен е и контакт број за координација на сите кои им е потребна оваа помош.
Со едноминутно молчање се одржа и собирот на неколку стотици студенти и професори пред платото на УКИМ во Скопје, каде беше отворена книга на жалост, а беа поставени и кутии за донации. Барањата беа за реформи во системот, кој, како што порачаа дел од присутните, изминатите 3 децении бил целосно корумпиран. Протести се најавени за утре, покрај во Скопје и во повеќе градови низ државава. Дејан Трајковски. Студентите целосно го исполнија платото на УКИМ. Со 7-минутен молк им одадоа почит на загинатите во пожарот во Кочани. Со солзи во очите, вкочанети погледи и свеки во рацете повикаа на сплотеност во овие трагични моменти и им оддадоа сочувство на семејствата. Се собираа и донации за поддршка. Освен пораките за сочувство, испратија и пораки за реформи во системот, за кој велат 30 години бил корумпиран. Она што е потребно понатаму се суштински длабоки реформи, бидејќи навистина поради корупцијата која што го јаде нашето општество се случуваат овие трагични моменти. Едноставно такви работи не смееме да дозволиме да се случуваат. Значи веќе дискотеките стана небезбедни, каде што младите да се забавуваат, веќе не можат ни тоа да го прават. Не смееме да реагираме само секогаш кога има трагедија. Ќе се случуваат вакви работи доколку не реагираме на време. И ова е порака до сите, не само до политичари, не само до суди, до сите луѓе. Мораме да се погледнеме самите себе си и мораме да изнајдеме решение. Ако не, уште младите ќе си одат и држава веќе за жал нема да постои. На насобраните им собрати ректорката на УКИМ Билјана Ангелова, која рече не ни замислувала дека само по 6 месеци од нејзиниот пригоден говор за прием на нови студенти, повторно ќе застане пред истото плато да зборува за ужасна трагедија. Таа, како и министерката за образование, порачаа дека сега единството е најважно и побараа солидаризирање со семејствата на жртвите. Жалиме за соништата што никогаш нема да се остварат, за смејата што повеќе нема да се слушне, за иднини кои што за секогаш ќе останат ненапишани. Тие беа синови и ќерки, браќа и сестри, пријатели, соученици, секој од нив уникатен, сакан. Неподнослива е болката да се изгуби некој толку полн со живот, некој чиј пат што току започнал. Таа болка е непреболлива. Јас сум и мајка, и сестра, и тетка и можам да разберам што се случува. Преемотивно беше да се биде меѓу стотиците присутни. Во 2 наврати говорите беа прекинати, на неколку студенти им се слоши, поради што интервенираше и итната медицинска помош. Студенти од медицина ве молам помогнете им. Кока-кола некој дали има? Да однесе кај чадорите. Во овие денови на тага, студентите велат не планираат протести од почит кон семејствата. Ќе организираат собири на речиси сите факултети во Скопје, во кои ќе се оддава почит, а предавањата ќе бидат прекинати до крајот на неделата. По 7-дневната жалост ќе соопштат дали ќе имаат и други студентски активности. Министерот за здравство Арбен Таравари попладнево го посети клиничкиот центар Мајка Тереза и апелираше до сите кои присуствувале на трагичниот настан да се пријават кај нивните матични лекари. Пред клиничкиот центар е Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Бети, има ли нови информации за тоа каква е состојбата на повредените? Така, пред малку од наши извори, од извори на Канал 5, дознавме дека на скопските клиники и всушност во сите останати болници, во градската општа болница 8 септември и во болницата Свети Наум Охридски, речиси и да нема веќе повредени кои што се во животна опасност, односно нашиот извор кој што ни брефираше вели дека сите потешко повредени кои што се во животна опасност се веќе надвор од државата транспортирани на клиниките каде што лекарите се борат за да ги спасат. Меѓутоа исто така дознаваме дека денеска попладнево од новите 26 пациенти кои што министерот Таравари најави дека исто ќе им се придружат на останатите, односно дека ќе бидат транспортирани во болниците во соседството и низ Европа, тројца се веќе во Белград, еден е во Ниш, а на пат кон Белград
Белград биле планирани четворица пациенти, односно четворица пациенти излегле од болницата, меѓутоа на аеродром едниот бил вратен на скопските клиники, односно на Карел. Која е точната причина не можеме да потврдиме, меѓутоа нашиот извор вели дека станува збор за неумешно броење, односно капацитетите на клиниката каде што требало во Белград да бидат префрлени четворицата не дозволувале само тројца пациенти, па затоа едниот бил вратен назад, еден е исто така однесен во Ниш. Инаку пациент еден има дури и во Литванија. Веќе е познато и од претходно дека најголем број пациенти се транспортирани во Србија, во Грција, во Солун, во Бугарија. Овие пациенти, дел од нив, не сите, меѓутоа дел од нив се во тешка и критична здравствена состојба, а министерот Таравари најави дека во текот на утрешниот ден ќе посети дел од овие пациенти и потоа лично ќе информира за тоа каква е нивната здравствена состојба. Инаку претходно во текот на денот на пресконференција министерот ги повика сите оние кои што биле присутни во дискотеката Кобната ноќ, а кои што се чувствуваат добро, сепак да се јават кај своите матични лекари, затоа што, како што рече, симптомите може да се јават за доцнато, а тогаш да биде доцна за интервенција. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата од министерот. Тие 3 нови пациенти од Кочани, веќе 2 се донесени во клинички центар и еден е во 8 септември. Така да во Кочани и во Штип остануваат болниците без пациенти, значи тоа што ни беше и стратегија, сите пациенти да ги повлечеме во Скопје, постепено сите да бидат во клинички центар, значи третирани на ниво на терциерно здравство. До сега се 84 пациенти вкупно во Скопје од немилиот настан во Кочани. Состојбата на сите пациенти до сега е стабилно, да се надеваме да нема компликации или влошување на состојбата. БТТ денеска беше и на судска медицина, каде се уште се работи на идентификација на загинатите во пожарот. Дали има некакви нови податоци од таму? Така, во текот на денот разговарав со директорот на судска медицина, доктор Александар Станков, кој што кажа дека тој и целиот негов тим се од вчера буквално постојано на нозе, како што би се рекло, дека интензивно работат на обдукција на телата на загинатите, меѓутоа не само на обдукција, туку и на идентификација. Не сакаше да соопшти како тече самиот процес. Кусо одговори дека штом ќе биде завршен процесот на обдукција, јавноста ќе биде запознаена со тоа и информирана. Исто така се работи, како што кажав, и на идентификација на телата на загинатите, односно на оние кои што со себе наноселе документи за лична идентификација, а за полесно и побрзо да се одвива процесот на идентификација на нивните најблиски роднини беше земен и материјал кој што во моментов се обработува. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата на директорот на судска медицина. Од сине како ги донесуваат телата, започната е постапката за обдукција и идентификација на жртвите од масовната несреќа во Кочани. Деноноќно се работи. Се очекувам да бидеме брзи и навремено да завршиме со целокупниот процес. Не можам да ви кажам бројка, затоа што кога ќе завршат сите обдукции и комплетната позитивна идентификација, тогаш за нас е постапката завршена. Парцијално не можеме да збориме. Организирани сме, од наша екипа поиде во Кочани, собра материјал, од во Скопје тие што се исто се собран материјал и се работи паралелно на лабораториските анализи. Така, уште само пред да се одјавам би кажала дека уште неколку мината пациенти кои што се уште тука, се планира исто така и нивен транспорт во западноевропските земји. Најверојатно тоа ќе се изврши утре, најдоцна до пладне. Планирано е наши пациенти да се однесат во Хрватска, Словенија и Австрија, а само уште би додала тука дека многу наши сограѓани ја покажаа својата хумана страна, па оние кои што се на привременна работа, престо или пак со живеалиште во овие земји,
земји интензивно споделуваат на социјалните мрежи повици и оставаат нивни лични податоци со цел семејствата на овие пациенти кои што би отишле во посета на нивните најблиски да се сместат кај нив дома, ги отвараат нивните домови и како што велат нудат бесплатно сместување. Ова е се за сега што би можела да го споделам со нашите гледачи. Елизавета Дамјановска-Спасеновска за состојбата на повредените, но и за последните информации од судска медицина. Нашите срца се скршени. Благодарна сум на земјите од регионот за веднаш дадената помош, изјави американската амбасадорка во земјава Анџела Агелер по потпишувањето во книгата на жалост поради загинувањето на 59 лица во Кучани, отворена во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Ние ја понудивме сета можна помош, но ние сме далеку и благодарна сум што повеќе земји од регионот реагираа многу брзо и понудија помош и презедоа дел од повредените и понудија помош што им беше потребна во моментот. Ние немавме можност тоа да го понудиме бидејќи сме далеку и затоа сум многу благодарна на моите колеги и нивните земји што го сторија тоа, изјави Агелер. Евроамбасадорот Михалис Рокас изјави дека Европската унија како партнер на Македонија е тука со поддршка и помош од првиот миг на трагедијата што се случи во Кочани. Сакам да го изразам моето сочувство до сите луѓе на оваа прекрасна нација што тагува во овој момент. Ние ја извршуваме нашата должност за помош како ваши партнери и тука сме од првиот миг. Го активиравме механизмот за цивилна заштита на Европската унија и задоволен сум што гледам дека многу земји членки веднаш понудија помош и ќе продолжиме да го правиме тоа, рече Рокас, откако се потпиша во книгата на жалост што беше денеска отворена во Министерството за надворешни работи. Евроамбасадорот додаде дека тука се работи за солидарност и треба да се поддржуваме меѓу себе во вакви тешки мигови. Уставниот суд одлучи да ја одложи подготвителната седница за законот за употреба на јазиците која беше закажана на 20 март. Оттаму вела дека судот ја зема предвид прогласената 7-дневна жалост за жртвите од трагедијата во Кочани и траумата низ која поминуваат општеството, граѓаните и државата. Датумот за одржување на подготвителната седница на законот за употреба на јазиците ќе биде дополнително утврден, велат од Уставен. Дополнително и Македонското собрание ги откажа сите активности планирани за неделава. На координацијата председателот на собранието Африм Гаши предложи, а присутните едногласно усвоија заклучок дека сите активности на собранието закажани и планирани за оваа недела се откажуваат. Собранието ќе заседава само доколку има потреба од усвојување на акти поврзани со трагедијата во Кочани, велат од законодавниот дом. Владимир Блажев Панчо од бендот ДНК е во критична состојба откако тешко е повреден во пожарот што избувна во дискотеката Пулс во Кочани. Здравствената состојба му се влошила во текот на ноќта и бил приклучен на апарати во одделот на интензивна нега во Систина. Ова го потврди пејачката Ребека Јанковска-Ристевски на социјалните мрежи. Во трагичната несреќа во Кочани животот го загубија фронтменот на групата Андреј Ѓоргиевски, фотографот на бендот Александар Ефремов, вонредниот професор и придружен вокал Сара Пројковска, тапанарот на бендот Ѓорги Ѓоргиев, како и директорот на Центарот за култура Ацо Шопов Филип Стевановски. Еден од најдобрите кошаркари на кочанскиот клуб Дино Баскет, Петар Ивановски, е меѓу жртвите кои го загубија животот во страшната несреќа. Веста за 20-годишниот Ивановски ја потврдија од неговиот клуб. Со голема тага ја примивме веста каде што нашиот соиграч Петар Ивановски е еден од жртвите во синокешната трагедија. Тој беше голем човек со големо срце, беше голем борец и беше MVP на турнирот М14. Тагата е преголема, сочувство до семејството, напишаа од Дино Баскет. Ивановски е трет спортист меѓу загинатите во кочанската несреќа по фудбалерот на Шкупи Андреј Лазаров и штипскиот голман Дамјан Танески. Вестите завршија, сите нови изјави на надлежните доколку ги има ќе ги пренесуваме во живо. Останете со Канал 5, следува само вистина.